Добро е што го кажавте тоа што го кажавте, затоа што ви кажав имам премногу аргументи, но не ми е целта да одиме на назад. Запомнавте капитални инвестиции, па нема капитални инвестиции, тоа е проблемот. Значи, затоа и барав овие пари, барем да се почнат некои капитални проекти, затоа што цел крај, каде што живеам јас, да знаете, значи, од Кичево, Охрид, Струга, цел тој крај ќе заживее ако барем се почнат овие проекти што ги имам и во наредните 3 амандмани. Ќе видите што барам. Значи, тоа што го барам е основа за да зборувате за економија, за економски развој и така натаму. Сите зборувате овде колку го сакате Охрид и Струга, не знам, албанци многу ја сакале Струга, македонци многу Охрид го сакале, со што го сакаме. Со хеликоптер можеш во Охрид сега да појдеш. Дури сега бев во неделата во Охрид, холанѓани некој имаше и авионот им се расипал или не можел, не знам, да полета, имаат проблем да дојдат. Кој ќе дојде во Охрид ако немате автопат, ако немате пругата кон Албанија и ако не го изградиме автопатот Гостивар Кичево? Знаете каков е патот од Кичево кон Охрид сега да одите? Па ноќе ако возите, тоа ако поминете без сообраќајка, супер сте поминали. Така да, прифатете нешто од ова што ви зборувам за ваше добро. Иначе веќе ви е касно за ова што ви зборувам. Значи, тоа требаше да прифатите уште во старт, кога му зборував на министерот за транспорт и врски, кога му кажав, добро е, критикувај, минатите сгрешиле, ова направиле, но ти продолжи да работиш, ти си министер, треба да работиш. Не си да критикуваш, се што по 3 години вие зборувате за уназад што било. Вие треба да направите нешто. Мора да има капитална инвестиција, нема. Затоа бе овие пари нешто да се почне да се работи, да видат луѓето од Кичево, Охрид и Струга дека нешто се работи, иначе сите тие градови ќе назадуваат. Имаме индустријски зони во Кичево, во Охрид и во Струга. Каде ќе ја носат робата? Како ќе ги донесат суровините до Охрид? Со што ќе ги донесеш суровини до Охрид? Знаете, преку Албанија, од Ќафасан до Струга да дојдеш дека има дупки по 40-50 сантиметри. Па кој ќе носи роба тука и кој ќе извезува, за која економија зборуват? Одеве електрик има фабрика во Охрид, има уште една и Костал во Охрид. Што тие ќе мислат за нас? Какви патишта има? Со што да ги носат суровините и готовите производи? Затоа овие работи ги барав. Значи, сите мои 4 амандмани, само да не мора да ги прифатите, да ги сватите само зашто е, многу ќе ви значи. Но овде одиме од дневна политика, сите сме тргнале и ви кажав, го сакаме Охрид, ја сакаме Струга, па не можеш до Струга никако да појдеш. Ајде, од Скопје до Струга одете, ќе видите колку време ви треба и дали со исправна кола дали ќе стигнете до Струга. Значи, многу треба да сте внимателни за да стигнете до Струга, сигурно нешто ќе ја расипете колата или гума ќе ви се руши, или банташ ќе зафркне. Не чини. Тоа не чини и затоа прифатете ова што ви зборувам. Ова е од пракса, не е теорија. Значи, теорија е ова што овде го напишала министерката. Ќе направиме тоа и тоа, ќе ги алоцираме средствата за да има поголем економски развој. Поголем економски развој не може да има ако од индустријските зони треба со хеликоптер да излезеш и да дојдеш до индустријските зони. Нема развој на тој начин. Единствен начин е овие инфраструктурни објекти да се направат во западниот дел и тогаш може да зборувате дека и Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид, Струга ќе заживеат. На тој начин ќе заживеат со овие проекти што јас ги предлагам. Благодарам.